Не сакам да се реванширам за ништо, мислам дека тоа е изгубено време, но навистина никош нема да заборавам како изгледаше последната сцена. Околу 1:30 после полноќ, повторно зазвани на пред вратата нашата куќа полицијата. Јас се разбудив прва и претпоставував дека се дојдени да проверат дали татко ми е физички присутен таму каде што треба да биде. Симнувајќи се по скалите надолу, дзирнав низ прозор да видам што се случува, или да сум сигурна дека е полиција во прашање, и видов полна улица со полициски коли, со специјални единици. Го разбудив татко ми, другите не ги разбудив, се уште не бев сигурна дека нешто лошо се случува. Татко ми во пола сон станува, директно до вратата се упати и им се обрати: добар вечер, колеги, еве сум, тука сум. Му рекоа: ајде потпишете се дека ова ново решение за вас. Исто татко ми, како и јас, на крај памет не му дојде дека нешто повторно нешто лошо ќе се случува. Почна да потпишува. Додека потпишуваше, мене во меѓувреме, буквално срцето почна многу силно да ми чука, затоа што татко ми не вида колку полиција имаше, јас видов пред него. Во меѓувреме додека потпишуваше, еден од колегите, навистина тивко, така дури како да му беше непријатно што требаше да го каже тоа, само нафрли: полека спремајте се, треба да дојдете со мене, со нас. Нормално ми се пресекува нозете. Веднаш се стрчав, го разбудив брат ми, разбудив мајка ми. Дојдоа повторно по татко ми: разбудете се, направете нешто. Не знав да имав начин да го голтнам во тој момент, ќе го голтнев само да не го соберат повторно. Брат ми во револт почна да крши чаши, све што имаше останато од вечерта, кое што поминавме многу убаво друштво со сороднини, све. Искаше све што беше на масата. Мајка ми избезумена, како механички, како да е нешто што е нормално за нас, како да е тоа нормално живење за фамилија Чавкови. Директно се упати кон спалната, почна да го спрема, најнеопходни работи што му се потребни да преноки таму. Во книжна кеса ги стави работите, носејќи ги се искина. Го гледам татко ми, срце ми се кина, не реагира, само стои. И кесата што се искина, не можев да издржам, ја буквално ја треснав во ногата од еден од полицајцеве. Татко ми цело време, буквално како фрапиран, не знаеше веќе што е јаве, што е сон. Само ќутеше и чекаше да биде телепортиран таму каде што го однесоа. На крај ми текна дека ќе го фрла таму во келијата без постелнина и без ништо, и ми текна дека треба јорганот да му го дадам. Немаше во што да го ставам, му го дадов во раце и така. Си го зема во раце и замина. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар. На почеток видовте 2 до 3 минути парче од интервјуто со ќерката на Митко Чавков. Втори дел на интервјуто на крајот од оваа емисија.
Во понеделникот за малку беше избегната војна во Северно Косово. Прашањето кој тука се поставува, до кога во Северно Косово ќе може да биде обезбеден мир? Dakle, ta banda je upala unutra i ti teroristi su uhapsili Marka Đurića. Zašto? Pa valjda zato što im je 3 puta u skladu sa sporazumom pisao pismo. Ali valjda zato što im se ne sviđa šta Marko Đurić misli o njihovoj terorističkoj državi i što se ne slaže sa odlukom većina zapadnih zemalja da Kosovu treba da se prizna nezavisnost. Во што е суштината? Во понеделникот, луѓе на Александар Вучич или луѓе испратени од Белград, а врз база на одреден бриселски споразум или одредена бриселска спогодба, подпишана 2013 година со обидо на северот на Косово да направат сојуз на општини во Северно Косово или некаква мини варијанта или некаква лесна лајт варијанта на Република Српска во Босна и Херцеговина. Американците нема дадено зелено светло за формирање на таква општина или на таков сојуз на општини, бидејќи Александар Вучич се обиде на своја рака, без договор со американците, да го направи тоа што го направи на Северно Косово. Одговорот на американците беше брутален и беше испратен преку специјалните единици на Косовската специјална полиција или така наречените Роси. Ги фати луѓето на Вучич, ги измалтретира, ги свит како кифли и ко криминалци ги сврле надвор од Косово. Така обично завршува секој обид на Балканот кој не е во корелација и не е во договор со американците. Ja sam dobro, moram i to da kažem, nisam loš. Dobio sam nekoliko udaraca i ne osjećam ovaj deo još uvek, ali sam dobro i želim da to javnost zna i da se zahvalim svima koji su brinuli. Pokušavali su da me ponize, usput su mi sve vreme, osim udaraca i toga što su mi spuštali, nabijali glavu na koleno i pravili selfije sa mnom i pokušavali da me zastraše time što su mi držali nabijenu pušku Kalašnjikov u stomak sve vreme. Jedan od njih je izvukao i nož i pretio mi nožem, ali ono što sam hteo da vam kažem je da su pevali na tom putu do Prištine i pevali su ono, šta ja znam, Allahu Ekber i još neke druge pesme. Марко Ѓурич беше шеф на канцеларијата на Србите за Северно Косово или за Косовска Митровица. Во понеделникот, као куче беше уапсен, као куче беше третиран и као куче беше исфрлен надвор од територијата на Косово, како што самиот вели, ми се заканува со Калашников и извикува Аллах Акбар. Знаете, кога нема да работите како што се договориле и кога ќе пробате да бидете поголеми американци од американците, на крај американците така ќе ви сосветат или така ќе ви пратат порака, ќе ве спакуваат како сардина и ќе ви свалат надвор од Косово. Знаете, само прашање на техника, кога Александар Вучич ќе капитулира на Косово. Само прашање на техника, кога Хашим Тачи и Рамош Хариданај ќе капитулират на Северно Косово. Опасноста за Република Македонија е во еден временски период Хашим Тачи и Рамош Хариданај или Александар Вучич да се охрабрат дека се поголеми играчи од тоа што реално се. Едните со помош на американците да влезат во конфликт со Северно Косово, а вториот со помош на русите да влезе во конфликт со Република Косово. Тоа е најголемата опасност за Република Македонија. Клучно за Македонија во овој момент на ниту еден начин да не бидеме поврзани со Косово, со Северно Косово и со Република Српска. Ако успееме тоа да го направиме, тоа ќе биде добро за Република Македонија. А ако не успееме тоа да го направиме, тоа ќе влеземе во варијантата која прокламираше поранешниот офицер на ЦИА, кој велеше дека само прашање на техника како Република Српска, Србија, Северно Косово и еден дел на Македонија ќе направат некоја идна Словенска федерација. И ако го читате Али Ахмети и неговата изјава која даде веднаш после средбата со Кодзијас, кај што тој вели дека за албанците единствено е неприфатливо името Словенска Република Македонија, тоа значи дека Али Ахмети има одредени сигнали дека се работи на одредена Словенска федерација на Балканскиот полуостров. Македонија во овој момент, според мене, нема што да бара во таква Словенска федерација. Зошто Албанија?
која има така големо малцинство во Република Македонија. Не има признато Република Македонија како Република Македонија, тука има призната како поранешна Југословенска република или ФИРУМ. Единствено Грција и Република Албанија нас не признаваат како ФИРУМ на Балканскиот полуостров. Словенија, Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина, сите не признаваат како република. Мислам неки Косово не признава како република. Само Република Албанија не признава како ФИРУМ. Зошто? Да. И тоа е грешка. Тој политички став на Албанија не може да се оправдува со ниту еден елемент. Прво, тоа индицира на минатото на Југославија. Второ, албанците во Македонија сите прв нивен став е дека името треба да остане Република Македонија. А ставот на Албанија по однос на ова прашање не кореспондира ниту со добрите меѓусоседски односи, ниту со заштитата на интересите на албанците во Македонија, и тој е погрешен, и политичките партии на албанците имаат обиди на неколку наврати да тој став се промени. Албанија има своја надворешна политика, која смета дека треба да кореспондира со други структури меѓународни, и затоа е на тој став. Лично, убеден сум и јасно се изјаснувам дека тоа е погрешен став. На 16 јануари ова година во Северно Косово или во Косовска Митровица беше убиен лидерот на косовските срби Оливер Ивановиќ. До денес не се знае кој е убиецот и нема никакви назнаки дека може да биде откриено името кој е човекот или кои се луѓето кои го убија Оливер Ивановиќ. Добро, еве косоварите ќе направат армија. Вие велите дека тоа е добра пешадија. Ако буде стани пани, ми ćemo tu njihovu armiju da raspršimo, neće ništa od nje ostati. Очекувате, Ali, ako uđemo u savez sa Rusijom, очекувате дека може да има интервенција во Северно Косово, бидејќи ако прават армија. Može. Pa ja sam to govorio i posle ubistva ovog Olivera Jovanovića, da to može biti jedan od motiva, da oni upadnu u Severno Kosovo. A tamo su Srbi još uvek prilično složni i spremni da se brani. I Srbija ne sme ostati skrštenih ruku. Ali da bismo to sve predupredili, mi moramo u savez sa Rusijom. Гледате што се случува во соседна Косово, почитувани гледачи. Значи, освен атакот на косовските специјални единици РОСА на територијата на Северно Косово, пред 3 дена во Косово се случува драматична акција. Во рамки на таа драматична акција се уапсени 6 држављани на Република Турција кои функционирале на територијата на Косово. Според официјална Анкара, тоа се приврзеници на Фатула Гюлен, без знаење на косовскиот председател и на косовскиот премиер, косовскиот министар за внатрешни работи и шефот на тајната полиција ги апсат тие 6 припадници на движењето на Фатула Гюлен и ги испорачуваат во Анкара. Веднаш е сменет министар за внатрешни работи, веднаш е сменет шефот на косовската полиција. Меѓутоа тоа покажува колкава е силата на Турција, почитувани гледачи. Значи, настрана од Хашим Тачи и настрана од Рамош Харадинај, Ердоган успеа со помош на своите инсталации во Косово да ги опси 6 припадници на движењето на Фатула Гюлен за кои се предпоставува дека учествувале во обидот за државен удар во Турција пред 2 години. Прв пат во историјата рускиот и турскиот интерес, руската и турската држава заедно делуваат на Балканскиот полуостров. Тоа досега во историјата се нема случајно. Обично Русија и Турција биле конкуренти за доминација и влијање на Балканскиот Sad полуостров. nisu, sad imaju saglašenu politiku i zahvaljujući tome mi imamo bolje odnose sa muslimanima. Jer su muslimani pod velikim utjecajem Turske. Imamo bolje odnose sa muslimanima u Raškoj oblasti, odnosno Sandžaku, a i sa bosansko-hercegovačkim jedino što nas tu koči Izetbegović. Izetbegović ima neku svoju... Да, имаше средба на Ердоган со Изетбеговиќ и со Вучиќ, Да. што веројатно се договорени одредени чекори Turska se sad pojavljuje kao neki pozitivan faktor во координација со Русија. u koordinaciji sa Rusima. Da. Очекувате дека тоа ќе даде нов квалитет на Jeste, политика? samo ja mislim da turski uticaj na Albance ni izdaleka nije takav kao na muslimane. Значи, ќе имат контрола врз муслиманите, но не и врз албанците. Da. На 20 март ова година медиумите објавија дека главната американска база на Балканот, или базата Бонстил во околината на Урошевац, доби нов командант. Тој е американскиот полковник со српско потекло, господинот Ник Дучич. И ние ќе имаме една абсурдна ситуација, почитувани гледачи, американец или полковник на американската армија да ги обучува косоварите или да ги обучува албанците за одбрана или за напад против неговите срби.
Hrvatska сака да купи американски фантоми, Србија сака да купи руски мигови. И тоа ми е некоја парадигма на тоа што може да се случува на Балканот. Америка je država koja stvara krize. A da bi te krize eksplodirale, nekad koristi luđake. Nekad koristi ljude poput Slobodana Miloševića, koji je bio totalni luđak, koji je bio odvojen od stvarnosti, a nekad koristi albanske teroriste. Zavisi kada treba. Zavisi kada koga treba. I kako koga treba. A Americi nije stalo do dobrobiti. Niti Makedonaca, niti Albanaca, niti Hrvata, niti Srba. Oni žele vladati ovim prostorom i ako vi odbijete njihovu vlast, oni će pronaći način kako isprovocirati sukob, kako okrenuti ljude jedne protiv drugih, jer za njih, za američku vladu, ljudski životi ne znače ama baš ništa. Како викат американците, почитани гледачи, за нив или за американците нема незавршена работа. Има само одложени или има само пролонгирани работи. Ова фотографија која ќе видите и со која ќе биде инсертирана ова моја најава е направена некаде јуни-јули 98 година. Снимена е во местноста или областа Јуник во Косово и на оваа снимка се гледа таа тајна средба. Во тој момент помеѓу тогашниот помошник на државниот секретар или главниот американски булдожер господинот Холбрук, заедно со амбасадорот на Америка во Македонија во тој момент господинот Кристофер Хил, која е средба организирана со највидните во тој момент структури на УЧК. На таа средба е договарана стратегијата како УЧК или тогашната ОВК треба да биде пешадија на американските интереси на Балканскиот полуостров. И ако го барате датумот од кога УЧК станува пешадија на американци, тоа е месецот јули 98 година. Вие бевте шеф на тоа воено разузнавање или на военото контрразузнавање во текот на таа војна на Косово 99 година. Jeste upravo to. Pre toga sam radio više godina na prostoru Kosova i Metohije i od faktički 90. godine sam pratio sva ona zbivanja koja su kulminirala 98. na 99. godinu. Има една пикантност која вели дека всушност тоа НАТО бомбардирање на Косово, кое се случи пролета 99 година, требало да се случи половина година порано или претходно некаде септември, октомври 98 година и дека од одредени причини не биле подготвени, немале детални информации, немале добри карти, немале добри сугестии и така натаму, оперативни податоци, тоа бомбардирање е пролонгирано за 6 месеци подоцна. Дали се тоа точни податоци? Tačni su podaci. Oni gledaoci koji su i ljudi koji su upoznati kako se to desilo, sjetit će se detalja kada je u Juniku Holbruk došao i posetio terorističku organizaciju. To je 98. godine, to je bilo septembra meseca. To je snimka gde on sa njima, sa trojicom njima koji su bili u Juniku, to je taj snimak. Таа снимка правите вие како војно разузнавање или самите албанци, не знам, припадниците на американските служби? To smo mi došli do tih podataka, do tog snimaka i znalo se da je Holbruk došao i da je došao tamo. Бидејќи јули 98 година УЧК не беше подготвена да биде пешадија на американците, беше пролонгирана за 6 месеци НАТО интервенцијата на тогашна СР Југославија, односно прелетите на НАТО бомбардерите преку територијата на Република Македонија, фрлање на бомби со сиромашен радиум и последиците на тие бомби ние се уште ги чувствуваме. Меѓутоа, за 6 месеци беше пролонгирана операцијата на НАТО, бидејќи во тој временски период структурите на УЧК не беа подготвени да бидат пешадија на НАТО. Копнена, значи. Da, војна интервенција. Дека албанците се пешадиски спремни da podrže dejstvo iz avijacije sa neba. Pošto je Holbruk u razgovoru sa Miloševićem rekao to da Albanci na prostoru Kosova i Metohije su toliko oružano ojačali da ne postoji mogućnost da snage bezbednosti Jugoslavije, tada Jugoslavije, mogu da im se suprostave, onda je kao probni događaj provere tog podatka izabrano mesto Kijevo. To je na putu iz
pravca Peći kad se ide prema Prištini, koje je navodno sa nekih 7 pojaseva odbrane najbolje utvrđeno. Onda su snage bezbednosti Jugoslavije, pre svega MUP-a, podržane vojskom, u akciji koja je trajala ne više od 3 sata, svih 7 pojaseve odbrane probile i kad su dali do znanja Amerikancima da OVK, UČK, kako ih oni zovu, nisu u stanju da mogu bilo šta da urade na kopnenoj, na zemlji, onda su Amerikanci odustali od već planiranog napada iz vazduha koji je trebao da se desi u drugoj polovini septembra meseca. Еве 2 парчиња од интервјуто со синот на генералот Ратко Младич, кој не бе објавени минатата емисија, а тие парчиња, почитувани гледачи, јас сум сигурен дека ќе фрлат нова светлина на многу работи и на некој начин ќе ги изменат вашите анализи за одредени случувања кои изминатите 15 или 20 години се случувале во Македонија или на Балканскиот полуостров. Има еден детал, например, кој во некој ваши интервјуа по српски медиуми јас го имам приметено и кој ми остави многу голем впечаток. Велите дека првите недела дена кога Ратко Младич доаѓа во Книн, тој ги гледа оние исти приколки, тракторски приколки со кои населението 95-та година постоја луѓе се повлекува во Босна и во Србија. Значи, уште 91-92 година било подготвено иселувањето на луѓето од Книн, Книнска крајина, од тој дел кај што србите живеат во тогаш. Наша војска запленила njihov план, кој се звao Рашељка, документација иста као Олује. Фактички, Рашељка, тоа е дивље трешне таму која расте у тим крајевима. Хрватски план е био практично тракторски приколици су веќе биле спаковане, у народу е била несигурност, тај народ да nije дошло до консолидације тамо тог дела око Книна, тај народ би се веќе 91. иселјавао по сценарију по коме се иселјавао 95. година. Така, видите, чудна една работа. Ни 93 година не се дозволи србите војнички да победат во Босна и Херцеговина, а не се дозволи ни 95 година муслиманите, односно бошњаците и хрватите војнички да победат во Босна и Херцеговина. Значи во еден момент кога србите се доминантни, се спречуваат војнички да победат. Во еден момент кога хрватите и муслиманите се доминантни со помош на американци, тоа е она организација МПРИ која се појавува и во Рачиново 2001 година, пензионирани американски генерали кои ги обучуваат во тој случај хрватите и муслиманите, во нашиот случај структурите на УЧК во Рачиново. Значи не се дозвола војничка победа и се оди на одредени мировни договори. Со 3 мировни договори вие всушност го контролирате просторот на паранешна СФР Југославија. Постојано можете да ги именувате тие мировни договори, дали е Дејтон, дали е Кумановски, дали е овој нашиот Покритски, и да правите тензи кога сакате во општеството. Па да, тако изгледа. Значи, ја сам убеđen da velike sile, pogotovo, da kažem, ta dominantna sila koja ovde kontroliše Balkan sad od 90. godina razbijanjem Jugoslavije, da ona da hoće da napravi mir ovde, ona bi ga napravila na jednim pregovorima za mesec dana. To je Amerikancite, mislite na Amerikancite? Pa da, oni su ti koji su te MPRI, američka firma i uopšte vidi se taj nastup i diplomatska podrška i vojna podrška koja je išla i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i evo Kosovo sad pokušavaju da naprave vojsku i Albancima u Makedoniji. Znači u tom jednom sukobu oni su stalno prisutni na ovaj ili na onaj način. Во период од 2016 до 2018 година ние сме сведоци на интензивно вооружување како на хрватите, така и на србите. 2016 година хрватите добија 16 борбени хеликоптери типот Кајова. Тоа не се транспортни хеликоптери, туку тоа се офанзивни или изведувачки хеликоптери, со кого може Хрватска да војува на Балканскиот полуостров. Сите држави околу Хрватска се веќе членки на НАТО, тоа и Црна Гора, тоа и Словенија, тоа и Маđарска. Значи може да војува со дел на Република Српска и може да војува против Србија. На тоа србите возвраќаат со направени специјални војни односи со русите. Како резултат на таа специјална војна соработка, србите добијат одредени војни хеликоптери, добијат одредени војни авиони тип МиГ-29 и МиГ-31, а после понеделничните настани кои се случуваат во Северно Косово,
Александар Вучич го споставува директна телефонска линија и со председателот на Русија господинот Путин и со председателот на Белорусија господинот Лукашенко. Ветено е дека во рок од 2 сати, ако американците и косоварите го нападнат Северно Косово, 2000 руски специјалци би можеле во рок од 2 сати да бидат истоварени на територијата на Северно Косово и од друга страна, ветено е дека во секој момент во Србија може да биде инсталиран системот С-300. Тоа е еден од најмодерните руски противвоздушни системи. Ако во Турција, во Сирија е инсталиран систем С-400, во Србија ќе биде инсталиран систем С-300. Тоа, ако биде направено, ќе поремети војната конфигурација на Балканскиот полуостров, бидејќи веќе се јават парамнешни бугарски генерали кои велат дека ако руската опрема биде инсталирана во Србија, ќе се поремети таа војна рамнотежа на Балканскиот полуостров. Зашто се подготвуваат хрватите и србите, почитувани гледачи? Дали едните со помош на Русија, а другите со помош на Америка би можеле да ни направат нова војна на Балканот? Или, ако ги трнеме наста на хрватите, зашто се подготвуваат косоварите и зашто се подготвуваат србите? Дали сите ние ќе бидеме заложници на нивните милитантни стратегии и дали Македонија може да биде најголема жртва на тие нови геополитички премрежја и исклучување на Балканскиот полуостров? Елена Гускова, директор на Центарот за кризи, балкански кризи во рамки на Руската академија науки и уметности, била еден од клучните играчи на Москва во креирање на незината или руската политика во однос на Балканскиот полуостров. Бидејќи се директор на тој центар за кризи, ќе има ли кризи на Балканскиот полуостров? Балкански кризи продолжава се стално од 91. и надале, али у различитим формама. Било и ратова, bilo je i vrlo teških ekonomskih situacija, bilo je raspadanje, spajanje, ali poslije toga i sada vrlo teška vremena zato što nijedna balkanska zemlja koja je postala poslije raspada Jugoslavije nije samostalna. Кој е стратешкиот интерес на американците, например, да работат на формирање на тој проект Голема Албанија? Čini mi se da Amerikanci nisu zainteresovani za veliku Albaniju, nego oni su zainteresovani za sitni slovenski prostor. Prvo, znači da budemo sitni i mali i neudruženi. A drugo što, znači njihova težnja, da ti slovenski narodi okrenu leđa Rusije. Faktički reč je o tome da Amerika ide protiv Rusije, a ne može ništa kad tu na tom putu slovenski народи кои имају огромну симпатiju према Русија. Минатата година господинот Лавров даде еден апел, и тоа беше доста драматичен апел, дека во Македонија се случува обоена револуција, дека таа обоена револуција многу наликува на украинската обоена револуција, дека таа обоена револуција има за цел да ја подели Македонија на 2 дела, дека постојат планови за тоа и дека тие 2 дела, еден би требало да припадне на Бугарија, а вториот да припадне на Албанија. Или тоа е она, ајде да речеме, оно сценарио што знам од пред 150 години, кај што учествува Хасан Пристина, кај што би требало да биде делена Македонија по таа линија балистичка, што и во текот на Втората светска војна, Групчин и Подмолје. На една страна фашистичка Бугарија, на друга страна фашистичка Албанија. Тоа беше драматичен повик, крик на рускиот министер за надворешни работи. Што вашиот центар за кризи смета околу таа варијанта? Potpuno se slažem da postoji takva opasnost za Makedoniju. I zbog toga vrlo je važna vlast u Makedoniji da bude snažna, patriotska, samostalna. I to makedonski narod treba da bude svestan toga. Da ne sluša ono što vama predlagaju sada posmatrači sa strane. Nego vi sami, makedonski narod, treba da odlučuje o svojoj sudbini. A kad budete poslušni jednom, vaše samostalnosti je kraj. Zato što vi ste bili poslušni od 1992. I sada imate taj rezultat. Znači, Makedonija je snažna. Narod makedonski je snažan. Prošao kroz celu istoriju svog naroda, ne plašeći se nikoga. Ali sada u teškim vremenima vama je potrebno jedinstvo celog naroda makedonskog, zato što nije borba za vlast je važna sada, nego očuvanje vaše makedonske države.
Стратегијата на србите беше повеќе од јасна со помош на Русија и со руското влијание врз Турција и врз Анкара, тие да воспостават добри односи со Тајип Ердоган, со помош на Ердоган да ги регулираат своите односи со муслиманите на Балканот, паравенствено со Босна и Херцеговина и паравенствено во областа Санџак. Бидејќи сите постојано велевме дека следно ново жариште на Балканот и во Србија ќе биде областа Санџак, значи со помош на Тајип Ердоган, србите ја смирија топката и обезбедија мирно море на територијата на Санџак. Во таа комуникација со Будимпешта и со господинот Орбан, тие обезбедија мирно море и на територијата на Војводина. Со обезбедена Војводина и со обезбеден Санџак, србите смета дека сега е клучен момент или дека дојден момент тие да ги регулираат односите во Северно Косово. Проба да ги регулираат односите во Северно Косово и помина така како што помина со порака добиена од американците. Значи, врз база на тие дипломатски, безбедносни, разузнавачки информации на 27 април вие знаевте дека нешто ќе се случи во Македонија и во македонскиот парламент. Американци дугорочно играју на Албанци. I oni žele što veću albansku državu. I oni će sve učiniti da im u tome pomognu. Znači da s Albanijom ujedine Kosovo, zapadni deo Makedonije, možda i Epir, možda i deo Crne Gore. Zašto im to treba? Velikom Albanijom oni kontrolišu celu Evropu. Velika Albanija će im služiti za regrutovanje snaga za bilo koji rat u arapskom svetu, u islamskom svetu. Moramo priznati da su Albanci dobri borci kad se dobro njima komanduje, kad je sposoban komandant, jel tako? Oni su i disciplinovani poprilično, Srbi su već razneženi, Srbi su već na neki način se raskomotili, a oni se još drže toga, kad imaju sposobnu komandu. С америчким официрima, они су значаен војни фактор. Еве како изгледа картата на Брчко. Тоа е најтесниот дел на Република Српска, во ширина не подолго од 10 до 15 километри. Дури за време на Дејтонскиот мировен договор, најтешко се постигна договорот околу Брчко. Всушност не беше постигнат договор околу Брчко и тоа е делот кој ги поврзува двата дела на Република Српска. Значи, тој простор во ширина нека од 10 до 15 километри може да биде нападнат од американците, може да биде нападнат од хрватите. Србите очекуваат можен атак на хрватите на дистриктот Брчко, со што би била пресечена Република Српска на два дела. Тоа значи дека Република Српска би била нефункционална парадржава во структурите на Босна и Херцеговина. Зато се вооружуваат хрватите, зато се вооружуваат и србите. Зато и во време на војната од 92 до 95 година во Брчко беа правени најголемите зверства и имаше повеќе од неколку војни логори кај што беа третирани и хрватите и муслиманите, односно беа мачени и беа убивани. Бела дека некаде помеѓу 5 и 7.000 луѓе се убиени тука во Брчко. Да, према нашим сознањима 7. маја отворен е логор Лука, gdje je bilo mučenja. 1. maja je otvoren Laser, logor Laser isto, DTV Partizan, fiskulturna sala naša. U policijskoj upravi bila je soba jedna za mučenje, hotel Galeb, 2 džamije i dom zdravlja. Mi imamo na spisku sve te logore, kroz koje je prošlo, bar prema našoj evidenciji, negde između 3 i 5 hiljada ljudi. Republika Srpska teško ќе opstoji, posebno сега. Jeste, ali ona ima direktnu i vrlo ozbiljnu rusku pomoć. Međutim, ќе биде нефункционална држава, ако дистриктот Брчко... Bosna i Hercegovina ne može da opstane kao država, Republika Srpska može, u distriktu Brčko je većina Srba i zato stalno i Hrvati i Amerikanci prete da će vojskom upasti u Brčko i preseći Republiku Srpsku. I zbog toga ja sam i juče upozoravao u Narodnoj skupštini, sam držao konferenciju za štampu, imate na internetu, jučerašnju moju konferenciju. Očekujete li vojna intervencija na Amerikancите na hrvatska armija vrz Brčko? Vrlo je moguća i zato mi pozivamo da Rusija na vreme dovede trupe na područje Srbije kojima bi to sprečilo. Po konkretno NATO. Tako je. Бидејќи 2008 година на самитот во Букуреш, Украина, Грузија и Македонија требаше да бидат членки. Ne, apsolutno, to je strateško dvorište Rusije. Ali istovremeno, Rusija mora da se odrekne ambicija da Balkan,
koji je u strateškom dvorištu Evropske unije i NATO alijanse, odnosno Sjedinjenih Američkih Država, postiče na destabilizaciju i da pojedine države ili političke stranke gura u sukob sa Evropskom unijom i sa Amerikom. To vodi destabilizaciji Balkana i opasno preti prosipanjem nove krvi. Na primjer, Jalta broj 1 imaše definirana Jugoslavija 50-50. Ona floskula na Churchill 50-50. Jugoslavija funkcioniraše na neki način kako zglob, kako servo-ured koji всъщност ги повръзваше източният и западният блок. Дали некоя Ялта 2 би можела сега, да речеме, да ги направи Сърбия, Македонија, да бидат 50-50? Нема више 50-50. Или пола-пола. Istočne granice Evrope i NATO alijanse su u Bugarskoj, u Rumuniji, u Mađarskoj, a mi smo u stomaku Zapada. Mi smo u stomaku Evropske unije. Очигледно сега дојдено времето да бидат решавани трите клучни отворени прашања на Балканскиот полуостров или на просторот на поранешна СФР Југославија. Тоа е прашањето на Република Српска или на Босна и Херцеговина, тоа е прашањето на Косово или на Северно Косово и тоа е прашањето на Република Македонија. И овие балкански држави ќе бидат поделени како зони на влијание. Едните ќе бидат блиски до Русија, другите ќе бидат блиски до Америка. Всушност, не постои можност сега некој да седи на две столчиња како во времето на Јосип Броз Тито. Денес ќе бидете блиски или со американците или со русите. Затоа Македонија така се препелка. Затоа Македонија е под страшен притисок. Затоа Македонија денес не може да седи на две столчиња. Или ќе бидеме со американците, или ќе бидеме со русите. Ако почнеме да глумиме големи играчи, јас се плашам дека ќе бидеме избришени или од едните или од другите. Затоа е сега клучно да направиме добра одлука. Со кого сакаме да бидеме и со кого ќе градиме стратегија за наредниот период. Добро, господин Николовски, јас по вокација немам симпатија кон Русија. Значи, јавно признам дека јас немам некои посебни симпатии кон Русија, напротив. Дури сметам дека местото на Македонија е спротивно од тоа што Русија го заговара. Меѓутоа, кога ќе погледнеме факти, дали Русија се меша во внатрешните работи на Република? Не. Дали Русија бара да се воведе 20 часова Република Македонија? Не. Дали Русија бара да се смени уставното име на Република Македонија? Не. Дали Русија потикнува одредени структури да дестабилизират Република Македонија? Не. Дали рускиот амбасадор оди во Државната изборна комисија и врши притисок врз одредени резултати и делување на Државната изборна комисија? Не. Дали рускиот амбасадор оди во судството во Република Македонија и врши притисок врз судиите да судат така како што ќе треба да судат? Дали рускиот амбасадор ја финансира шарената револуција? Дали рускиот амбасадор ги охрабрува бомбите во Република Македонија? Што имате проблем со Русија за да сметате дека Русија е главниот ѓавол и непријател на Република Македонија за да давате такви тврди изјави? Напротив, јас сметам дека со Руската Федерација како голема светска сила мора да градиме коректни и добри односи. Русија е една од 5 земји членки на Советот за безбедност. Ние мораме да имаме коректни односи со Руската Федерација. Јас имам високо мислење за работата на рускиот амбасадор во Скопје, кој што е еден искусен, возрасен дипломат. И мислам дека добро си ја врши својата работа и Република Македонија треба да се обиде да има што подобри односи со Руската Федерација. Но, местото на Република Македонија е во НАТО и во Европската унија. Тоа не значи дека треба да гледаме црно-бело работите, тоа не значи дека ако сме членка на НАТО и на Европската унија не треба да соработуваме со земји кои што не се членки на НАТО и на Европската унија, но треба јасно да знаеме каде ни е местото. Работите во Македонија се јасни, почитувани гледачи. Ние имаме 3 можни разврски. Широка влада, амнестија на се и се што, првенствено на случувањата поврзани со 27 април и решавање на име, презиме и се што оди во тој пакет. Тоа ќе биде возможно со формирање на јавно декларирана или јавно формирана широка влада. Во таа влада може да влезе и ВМРО ДПМН, или може како малцинска влада да биде поддржана од ВМРО ДПМН. Меѓутоа тоа е суштината. Суштината е дека таа влада може да биде направена по мирен пат или преку предизвикување на одредена политичка криза. Ако биде направена преку предизвикување на политичка криза, а македонските искуства говорат дека секоја широка влада или влада на национален спас се прави преку предизвикување на политички кризи, тоа може да биде направено на најмалку 3 начини.
или во најмалку 3 можни разверски, како прво да биде рушен споменикот на Александар Македонски, како второ да бидат како сарма подгревани меѓуетничките односи и како трето да биде продолжено и живувањето на дел од луѓето кои се апсени поврзано со 27 април. И сега е вториот дел на интервјуто со Зорица Чавкова, керката на поранешниот министар за внатрешни работи, господинот Митко Чавков, во моментот човекот околу кој се кршат сите копија околу случувањата на 27 април во македонскиот парламент. За едните, тоа всушност беше подлошка на власт да дојде Зоран Заев. За вторите, тоа беше обид за државен удар, за пуч и заменување на уставниот поредок во Република Македонија. Околу Митко Чавков се кршат копјата. Некој мора да биде виновен. Дали постои сценарио, Митко Чавков да биде главниот виновник на тоа што се случи на 27 април. Меѓутоа, да не должам интервју со керката на Митко Чавков. Кој е Зорица Чавкова? Зорица Чавкова е керка на човекот кој што денеска се обидува да го направи терорист. Вие сте керка на терорист? Јас сум керка на терориста. Се чувствувате ли како керка на терорист? Не. Добро, ги гледавте ли тие снимки? Тоа е монструозна приказна. И гледавте ли тие снимки на 27 април? Да, ги следав. И како се чувствувавте кога гледавте тие снимки на 27 април? Чувствував голем немир. Стравував за татко ми. Подобро, татко ви не беше тепа на 27 дека... Не беше тепа на 27 татко. Сакам нешто друго да кажам. Не верувам дека е нешто случајно во оваа држава. Во тој момент стравував за татко ми, од друга страна морам да потенцирам дека на 27 април се случи немил настан. Навистина жалам за повредените претеници, за ситуацијата во која се најде премиерот Зоран Заев и воопшто за толпата на луѓе кои што се најдоа во ситуација во која што се сега. Да, и тие луѓе имаат семејства. И тие луѓе имаат семејства ги гледат тие настани на 27. Така. И нивните семејства се разочарани или биле гневни на тој 27 кој што сте вие сега. Имат ли право тие луѓе се реваншират? Имат ли право тие луѓе да барат реванш? Имат ли право тие луѓе според вас да барат татко ви да биде во затвор, бидејќи помина и тие низ Голгота? Поминувате и вие, но помина и тие низ Голгота. Прво, ова приказна кај никој нема да помине, дека татко ми има некаква вина, било каква вина во настаните 27 април. За татко ми е едно јасно. Вие сте правник, така? Столб на безбедноста на Република Македонија. Вие татко знаете, ми е наместен. Вие знаете од кого би бил наместен, еве? Некои работи не ми се јасни, но ќе ми се разјаснат. 25 години имам. Тоа е тешка квалификација, татко ви е наместен. Вие не е случајно. Ништо не е случајно. Сакам да кажам дека 27 април им беше причина. Наместено мислите? Да му се осветат на татко ми. Кој? За евентуално други минати работи. Зошто би му се осветиле? Па татко ми се дрзна да истражува криминал на многу личности од актуелна власт. Мислите дека поради тоа му се светат? Да, мислам дека тоа е една од причините. Друга друга причина е исто дека татко ми е сепак етикетиран како човек на ВМРО. Значи, ако добро ве разбирам. Сметате дека реваншот кон татко ви е поради диво населје, бидејќи акцијата диво населје ја води тој, и поради одредени апсење на високи денешни функционери во владата? Да, би рекла сите тие причини. Вие сте струмица? Да. Има ли основа за струмички реваншизам од целата ова приказна со 27? Не мора да одговорите ако сметате дека тоа може да му насчети на таткови, на одбраната на таткови, меѓутоа легитимно е да го поставам тоа прашање. Не, мислам дека премиерот Зоран Заев има луѓе околу него кои што погрешно го советуваат и го носат во погрешни насоки. Тенденцијата према татко ми и целиот овој напор и труд и приказна за да го направат татко ми како терористот или главниот кривец за настането 27 април е само залудно потрошена енергија. На крај нема да ќе дозна дека тој не е виновниот за настанот. И затоа во некои моменти се прашам, можеби не им е дојдено до вистината, можеби го начека на некоја прилика, на некој момент да можат сега да се живуваат со него. Не знам од кои причини сега по струмичка линија, еве не би рекла дека по струмичка линија, меѓутоа сепак тој беше столбот на безбедноста и учествуваше во многу акции, како и во некои акции против актуелниот премиер. Колку години има стаж во полицијата Чавков? Па, мислам дека преку 30 на година. 30 години човекот апсел криминалци. Така. И сега завршува како криминалец или завршува на исто место кај што завршуваат криминалците во моментот во истражниот затвор во Шутово Ризари. Да. Како го преживува Чавков тоа?
Најпрво ми би рекла дека моја повреда е честа интегритетот, него тоа секогаш му било најважно. Самата правна квалификација, инкриминација, тероризам, за него е нешто што не може да го прифати. Тоа е 10 години затвор. Тоа е над 10 години затвор. Затвор најмалку. Така што се плашите дека може... Со тоа обвинение не може да се помири. Се плашите дека може 10 години да остане затвор? Не се плаши дека ќе Не, дали вие се плашите? Не, јас не се плашам, јас знам дека нема да им успее ова. Вите, Чавко, ова е тешка. Ова нема да им успее. Ова е тешка хајка, тешка каранга. Ова е тешка хајка. Кој се води? Како следиме судскиот процес? Како вие живеете? Секој ден сме под стрес, секој ден сме под закани. Мајка ми е влошено здравствената состојба. Очекувавте ли дека ќе вратат повторно во притвор? Пуштен во вторникот, вратен во средата? Не очекувавме. Дека до таму ќе отидат со нивната омраза и со тортурата нивна, не очекувавме. Кој го апсеше? Тек ќе се заинтересираме за тоа кој е дал наредбата. Татко ми да се собере на улица, на која што постои на адреса, се извинувам, да го вратат за издржување на мерка притвор домашен, на адреса на која што постои празен стан, станот кој сме иселени одамна, стан за кој што е во сопственост на МВР. Добивме решение за иселување, 10 дена имавме рок за иселување. Сите се запознаени со тоа и дури во јавност имаше и слики од тој ден како ние се пакувавме, Чавков сликан како товари во комбе, ствари и слично. Сите знае дека на таа адреса нема ни семејство Чавков, ниту Чавков. Нема ништо, тоа е празен стан, не е во наша сопственост. Немаме клучеви, немаме ништо од тој стан. Го ставија там, на улица. Татко ми се јави вечерта. Го ставија? Го ставија на улица. Значи, кога го ослободат од притвор, го стават го ставија таму, иако го земале претходно од друго место. Значи, го земат од тама кај што живеете, а го стават тама кај што се живееле? Да, токму така. Таму од каде што моравме, бевме присилени во рок од 10 дена да се заминеме. Значи, вие не знаевте дека ќе биде ослободен од притвор? Тоа беше за нас изненадување. Ние сепак мислевме дека ова во голгота во која што сме ставени нема крај. И мислевме дека не верувавме дека ќе биде ослободен од притвор. Не верувавме. Иначе него вторникот го ослободен. Бевме изненадени и неизмерно среќни. Значи повторно ни се врати некоја мала надеж дека сепак ќе добие фер судска постапка. Значи вие не знаете дека ќе ослободат од притвор? Него го ослободат од притвор и го остават пред зградата кај што се живееле некаде допред на паркингот. Пред половина година. Да. Од каде што претходно не избрка. Иначе тој ви се јавува и ви одите да го земите. Го ставија, си замина, остана сам на улицата татко ми. Јас и брат ми појдовме и го земавме. И го однесовме на местото каде што живееме. И другиот ден значи доаѓаат и повторно го враќаат во притвор. Да. И точно знае од каде да го земат. Значи кога го ставија не знае, кога го зема. Да. И кога требаше претрес да прават, исто така знае дека треба да дојдат во местото каде што треба. Како се однесува полицајците? Му стави лисици на раце и му рече: едва го чекав денот кога ќе ти ставам лисици на раце. Значи полицајцот кој во првата прилика го апси татко ти? Да. Му изјавува дека едва го чекав денот кога ќе му стави лисици на раце. Да. Добро, помина тоа, наредниот ден втор бран слики од судницата. Од судницата, тие што бе објавени. Слики од затворот Чутка. Ви се закануват ли, Чавко? Постојано. Има ли непристојни понуди од таткови да сведочи против некој за да биде ослободен? Ние како семејство се сомневаме дека од него сакат да изнудат нешто што тој не знае и доколку не изнудат нештото што го очекуваат, татко ми буквално ќе биде оставен таму каде што е сега. Мислам дека од него сака да изнудат нешто што не може да го изнудат. Кого? Никола Груевски? Не можам да тврдам. Ја барат главата на Никола Груевски за Митко Чавков да биде ослободен? Не можам да тврдам дека тоа е така. Имаше во медиумите одредени текстови кај што се вели дека и цифри до 100.000 евра се давале на заштитени сведоци за да сведочат во случајот со 27 април. Имате ли индици? Има ли одбраната индици дека одредени сведоци се потплатуваат да сведочат против Митко Чавков? До засега не. Засега не. Не стига. Обвинението на обвинителството е многу сиромашно и голо. Значи располагаат со листинзи, со... Мислите дека намерно направен тој дел од обвинителниот акт
Не знам повеќе што да мислам. Знам само дека татко ми е ставен из тешка голгота, жртва на не знам каков проект или не знам какви мали или големи слики, мали или големи политики. Значи татко ми е жртва. Како издржува? Ако продолжат вака со ваква пресија и со ваква тортура и живување, мислам дека ќе постигнат целта. А која е целта? Да предизвикат природна смрт. На татко ви? Да. Се плашите од тоа? Да. Имате ли финансиски проблеми? Да. Какви се тие проблеми? Министерот за внатрешни работи Митко Чавков, столбот на безбедноста кој што сега е терорист, и криминалец, не е богат човек. И криминалец кој тежи милиони. Кој тежи милиони, не е богат човек. Моментално министерот Чавков има проблем со решавање на стамбено прашање, нешто што не е прашање за ниту еден друг функционер. Сакате да кажете дека стамбениот проблем не ви реше? Да, добивме решение за 10 дена да се иселиме од станот кој што беше во државна сопственост, кој што му беше доделен на татко ми на користење за време на извршување на државна функција. И замислете во каква состојба бевме. Го добивме решението, па јас наредниот ден почнав да гледам погласи станови да барам за евентуално привремено да се сместиме некаде. Тогаш живеевте во на функционерска зграда. Да. До железничката станица или она зграда на доста димовска, што е нарекувана на висока зграда 15-16 спрата. Да. Тоа се случува после инфарктот или пред инфарктот на татко ви? Многу брзо после инфарктот. Значи татко ви прележува инфаркт? Да. И тие барат во рок од 10 дена да се селите од таа зграда? Да. И каде да се селите? Се враќате во Струмица? Баравме продолжување малку на рокот. И размислувавме да се собереме сите на купче во станот во Струмица, кој што е единствен недвижен имот со кој што располага семејството Чавкови. И сега сме во куќата во која што сме, па полека го средуваме тоа прашање. Меѓутоа, немаме пари од небо паднати за да си го решиме веднаш проблемот. Ви дават ли банките кредити? Не. Не ви дават кредити? Дали сте изненадени? Да, изненаден сум. Да, ние не бевме изненадени. Во одбија за кредит вие аплициравте во одбија или воопшто не аплициравте? Аплициравме не одбија 2 пати. Зошто? Па не би предуцирала зошто, меѓутоа јас како што кажав, секој има некаква улога во тортурата на татко ми. Мислите дека некој Мислам дека се е поврзано и координирано на разноразни нивоа и сегменти во општеството. Семејството Чавкови треба да биде уништено. Значи не завршуваат со татко ми. Тоа е тешка квалификација. Не завршуваат со татко ми. Моментално јас и мајка ми живееме сами во куќата. И примат овие закани. И ги имаме овие закани и бевме принудени на Имате ли смртни закани, на пример? Обезбедувањето на татко ми беше одземено. Така што бевме принудени да на сите проблеми и да плаќаме и приватно обезбедување. Да не ви се случи нешто. Заминуваа чудни коли секојдневно пред нашата куќа. Во тие закани што ги имате, има ли Предпоставувам дека се некои... Има ли смртна закана некоја? Па ова се дел од заканите, имаше закани со многу повулгарни содржини. Имаше и такви, да, што индицира на смртни закани, да. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати. Барајте оригиналната ЦХ.
Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, ние се гледаме идната недела во истото ова време. Значи на ден Великден ние повторно ќе работиме. Пријатна вечер, Македонија, каде и да си.